Последиците од немањето доволно кадар е недостиг на капацитет да се справиме со проблемите и предизвиците во зачувување на животната средина со кој што Македонија како земја во развој се соочува. Мора тоа да бидат конкретни, насочени решенија кои што може да ги понудат само луѓе кои што ја разбираат проблематиката. И не само тоа, туку дополнително нивна задача ќе биде и да ја прошират информираноста и на останатите луѓе. Првиот проблем и многу фундаментален е незнаењето што всушност представува екологија. Знаете, кога ќе слушнете екологија или уште повеќе, ако се присетиме во основните и средношколските денови, на денот на екологијата, ние што правевме? Го чистевме дворот. Интересот за екологија генерално кај нас досега бил, како што реков, за разлика од соседните земји во Балканот и во Европа, е генерално низок. Тоа е пред се затоа што мислам дека кај нас луѓето се уште екологијата некако ја асоцираат со собирање или чистење на ѓубре. И да, не треба да фрламе ѓубре, ама екологијата е многу повеќе од заштита на животна, од чиста животна средина. Од друга страна, исто така, голем дел од луѓето не се запознаени со проспектите на вработување кои што ги имаат младите еколози кај нас. Од еколошки консалтинг, спроведување на студии за влијание врз животна средина, еколошки организации, понатаму министерства, заштитени подрачја, истражување, образование и така натаму. Има огромен број на опции за вработување, меѓутоа всушност во моментов се соочуваме со сериозен недостиг на кадар од еколози воопшто во Македонија. Ние, како Институт за биологија, како поборници за заштита на животната средина, сметам дека наша функција е едно да едуцираме соодветен кадар, меѓутоа од друга страна и да ја промовираме оваа благородна функција, да продуцираме кадар кој што ќе се справи поуспешно со проблемите во животната средина и успешно да управува со природните ресурси. Од неедуциран кадар некогаш не се согледуваат правилно проблемите. Втора работа, зошто треба да имаме? Еве ќе споредам, например, имаме 4 национални паркови, меѓутоа еве 3 кои што подолго време функционираат. Тие паркови не случајно се прогласени за национални, значи изобилуваат со природно богатство, со животински и со растителен свет. Потребен е човек кој што знае кои се загрозени животни, кои се загрозени растенија, кои се заканите кои што им претат, соодветни мерки со кои што ќе ги заштитат, и тоа треба да биде еколог, се разбира. За жал, во Македонија, еве во овие 3 национални паркови, нема биолог, а не па еколог работен. Да речам 10 години, мислам дека барем мојата перспектива е дека некако се променети работите на подобро, затоа што има веќе и многу организации од невладиниот сектор кои што работат на актуализирање на оваа наука и на потребата да има еколози. Меѓутоа, можеби не се уште доволно, можеби не таргетирано, доколку се таргетира конкретно само на средношколци, доколку малку се работи можеби со наставниот кадар во средните, во основните училишта, тогаш веројатно можеби би имале поинаква слика за студентите по екологија. За разлика од соседните земји на Балканот и
пошироко во Европа, интересот за запишување на екологија кај нас се уште е низок. Од друга страна, имаме и се соочуваме и со предизвици во однос на спроведување на наставата, како материјално, така и кадровски. Тоа е пред се затоа што факултетот и универзитетот генерално се уште немаат автономија во спроведување и управување со својата кадровска политика пред се. Меѓутоа, праксата покажува дека навистина квалитетни студенти имаме. Немаме ниту еден невработен еколог, за жал голем дел од нив веќе работат и надвор од Македонија. Најверојатно, бидејќи се повеќе не притискаат проблемите. До пред некоја година обичниот човек не знаеше што е PM честичка, а сега веќе секој од нас има апликација на телефонот и го следи количеството. Значи проблемите кои што не гушат ќе не натераат да сватиме дека ние мораме да имаме вакви луѓе и едноставно државата да води поголема грижа од причини што доколку е мал број на студенти, значи не прв пат кажуваме, треба и да се мотивираат. Јас навистина веднаш се пронајдов во студиите и во екологијата. Главната задача на еколозите кои поминуваат низ овој формален процес е спознавање на екосистемите и нивното функционирање, бидејќи екосистемот е една навистина природна лабораторија со илјадници реакции и како што реков и претходно е мултидисциплинарна наука, кај што познавањето на екосистемите ни е од едно круцијално значење за човештвото, бидејќи така можеме да имаме паметно и одржливо искористување на природните ресурси и во исто време заштита на природата, само доколку знаеме како функционираат екосистемите.